9 од годинешните самоубиства биле извршени со бесење, 6 со употреба на огнено оружје, 2 со давење во вода и едно на друг начин. Најчести причини за самоубиствата се душевни растројства или нарушени семејни односи. Дури 12 од самоубиените годинава биле мажи, а 6 жени, најчесто на возраст на 30 години. Причината психолозите ја објаснуваат со живеењето во транзитивно општество со динамични вредности, општество кое делува нестабилно, во кое големо влијание имаат одреден број на медиуми кои емитуваат агресивни серии, оценуваат тие. Имаме агресивни образци кои ги гледаме низ телевизиски програми, имаме серии кои имаат агресивни вредности. Сите ние кои сме малку позрели знаеме дека животот не е серија, меѓутоа млади луѓе многу често можат да го помешат некои аспекти на реалноста со некои аспекти кои ги гледаат во сериите. Исто така и некои вредности кои ги гледат по принципот на учење со модел, тие вредности да ги пренесат на своја средина или на улица. Сложен феномен. Има многу аспекти на тој феномен, како и феноменот на убиство. Значи тоа се појави кои секогаш постоеле и секогаш ќе постојат. Меѓутоа, сама суштина на самоубиството или на таа волја да се направи самоубиство е во длабочина еден апел за помоќ. Значи да се обрне внимание, да се добие внимание од околината во која се случува таа случај. Убиство како феномен е присутно и ќе биде секогаш присутно во овие предели посебно наши. Има своји културолошки аспекти, има своји традиционални аспекти. Меѓутоа, моментално во друштво во кое се наоѓаме можно е да се појави во некој по-девијантен облик, значи почест облик. И најголема причина за тоа е што живееме во транзитивно друштво со динамични вредности, значи со померени вредности. А тоа значи дека во ова општество моментално како е, многу е динамично, многу е променливо, во секој момент имаме флуктуација на вредности и флуктуација на информации. Од 17 вкупно регистрирани обиди за самоубиство, 14 се регистрирани на гостиварското подрачје. Жените се најранливи, а мотивите се бараат во семејни недоразбирања, караници, болести и откажување љубов, но и финансиски потешкоти или емоционални кризи. Причината за достигнување на оваа бројка психолозите објаснуваат со живеењето во транзитивно друштво со динамични вредности. Во такво едно општество кое по своја природа делува нестабилно, значи открива дека поранешно уредување е урнато, дека постои многу голем да кажем талас на информации во кои живееме. И во таа шума на информации млад човек, посебно ако зборуваме за развој на младите, имаат проблем да одберат одреден стил на живење или одредени вредности на живење. Значи, моментално наше општество има тој проблем како најголем проблем, што нема одреден модел кој ќе го одбере за да се формира понатамушен развој. Во 9-месечието во Гостиварско регистрирани се и 8 несреќни случаи, од кои 7 се повреди на работа, што е помалку споредбено со минатата година.